во манир во кој ќе продолжиме. Почитувани наши дами, да се почне со нега навреме е она најважното за да се одржи лицето, она што го кажа Сузана, онакво какво што го познаваме. Затоа ве замолувам да ја проследите првата кейс студијата каде што компанијата Галафарм, која многу вложува во новите линии за разубавување, за нега, за очувување на убавината, ќе ви ја презентира на најсоодветен начин, а за тоа ќе биде задолжена магистар Надица Мирева Поповска, магистар по биохемиски науки. Ајде да слушнеме Anti-Age, со негата се почнува навреме, повели. Вака најпрвен да се заблагодарам за поканата. Навистина големо чест и задоволство е да се учествува на еден вака убав настан. Мило ми е што мојата тема на некој начин се надоврзува на тоа што го кажа две прекрасни дами, кои што се репер за тоа како треба да изгледа една убава негувана дама. Живееме во време каде што многу голем акцент се дава на убавината, на модоликиот изглед, па се нудат нови иновативни решенија, третмани и токму поради тоа е многу тешко да се направи вистинскиот избор. Јас денеска би сакала да зборуваме за две активни компоненти кои што се резултат на истражувањето на тимот на Галафарм и воедно се и дел од колекцијата Сензилис. Тоа е колекција за нега на лице, која што вклучува 5 производи. Тоа е дневна крема, ноќна крема, потоа крема за нега на кожата околу очите, крема за осветлување на темни дамки и тоник за чистење на лицето. Овие две активни компоненти се ресвератрол, тоа е екстракт од црвено вино, и биоактивен тетрапептид, кој што е протеин природно присутен во протеините на кожата. Денеска ќе зборуваме на темата, значи како овие две активни компоненти ќе помогнат во тоа да ја одржиме својата кожа здрава и негувана. Темата е Anti-Age, со нега се почнува навреме. Први ми сакала да одговориме на едно прашање. Прашањето е кога е вистинското време кога треба да се започне со Anti-Age нега. Значи, процесот на старење на кожата е процес кој што почнува веќе во 20-та година од животот, а прогресивно напредува со текот на годините. И при тоа, иако во 20-тите години тие процеси не се видливи на кожата, сепак подкожните ткива подлежат на промени и веќе во 30-та година можат тие промени да се почувствуваат. Овде би сакала да потенцирам дека особено е важно при изборот да се изберат креми кои што ги потекнуваат природните процеси на кожата. Значи, ова подразбира креми кои што не ја прават кожата само пасивен орган, насочен кон впивање на креми од надвор, туку ја потекнуваат нејзината природна функција на регенерација. Само на тој начин кожата се одржува здрава и негувана. Тука гледаме и воедно предноста на Сензилис Face Care колекцијата, бидејќи токму поради тоа што содржи компоненти кои ги потекнуваат природните процеси на регенерација на кожата. Сега да зборуваме малку за тоа кои се факторите кои што го забрзуваат процесот на старење на лицето. Значи, тоа се пушењето, генетска предиспозиција, емоционален стрес, болести, ненајдени промени во тежината и изложеност на екстремни климатски услови, како што се силна сончева светлина, студ или ветер. Значи, овде е многу битно навремено да се започне со една рутина за негување на кожата. Која е таа рутина, ќе видиме сега. Значи, задолжителна е употреба на крема за нега на кожата околу очите. Зошто? Затоа што наглите од очите со текот на годините, тоа, пак ќе кажам, во 20-тите години не е така видливо, меѓутоа е битно да се започне со негата навреме, се јавуваат периорбитални брчки. Тоа се брчки на аглите од очите, а кожата пак на капаците станува поопуштена. Така да доколку се почне со навремена нега, веќе после 25-та година од животот, на тој начин се одложува тој процес, се спречува појавата на периорбитални брчки на лицето. Понатака, многу е битно наутро и навечер да се исчисти кожата на лицето и вратот со освежителен тоник кој истовремено ја негува и тонира кожата.
Зошто ова е битно? Затоа што доколку остатоците од шминка останат на кожата во текот на ноќта, значи може да дојде до црвенило и иритација на кожата. Исто така и наутро, доколку мрснотиите кои што се формираат во текот на ноќта останат на лицето, пак може нели да дојде до затнување на порите и појава исто така на предвремено старење на кожата. Понатака, наутро, особено е важно да се употребува хидратантна дневна крема, меѓутоа со заштитен фактор. SPF 15 е доволно во овој случај. Зошто ова е битно? Затоа што сончевите зраци, значи, можат да предизвикаат оштетување на кожата. Сите ние сме читале, сме гледале за тоа колку е UV зрачењето штетно за кожата. Па токму на овој начин кожата ќе се заштити од тие UV зраци и ќе се спречи тој процес на предвремено старење на кожата. Понатака, навечер пред спиење е особено битно да се нанесе ноќна хранлива крема, која што ја негува и ја заштитува кожата во текот на ноќта. Меѓутоа, тука сакам да посеќам дека е особено важно да се направи вистинскиот избор, затоа што веќе во 30-та година се губи нивото на колаген во кожата, и со употребата на тетрапептиди, тоа креми кои што во својот состав содржат тетрапептиди, значи се заштитуваат кожата од предвремено старење и се храни нели нормално во текот на ноќта. И сега веќе дојдовме до тие две активни компоненти за кои што зборувавме претходно. Значи први ќе зборуваме за биоактивен тетрапептид. Ова е навистина уникатна моќна компонента, барем колку што можев јас да заклучам во текот на истражувањето. Значи, зошто? Затоа што поседува супериорна моќ на поттикнување на синтезата на колаген, еластин и хиалуронска киселина во кожата. Понатака дава видни резултати при подобрување на сите типови на периорбитални брчки. Ги спомнавме, значи тоа се брчките кои што се јавуваат на аглите на очите. После само 8 недели употреба, ова е многу битно, понатака ја омекнува кожата и ја редуцира појавата на груба кожа. Ја затегнува и ја зголемува еластичноста на кожата после 8 недели употреба. И сега, овде би сакала да спомнам едно истражување кое што е резултат на истражувањата на нашиот тим, на тимот на истражување и развој во Галафер. Значи, тоа се тест резултати од инвиво студија за ефектите на биоактивен тетрапептид врз подобрување на сите типови периорбитални брчки. На првите 3 слики ја имаме состојбата на кожата пред употреба, имаме ситни брчки, средно видливи брчки и длабоки брчки. И потоа ги имаме добените резултати после 8 недели употреба. Значи, навистина има видливи резултати, а времето е кратко. Ресвератрол, тоа е втората компонента за која што ќе зборуваме, тоа е компонента изолирана од црвеното вино. Тоа е екстракт од црвено вино. Ова се сите тие својства кои што ги поседува ресвератролот. Значи, најпрво е силен антиоксиданс. Тоа значи дека штити кожата од UV зрачењето и од емоционалниот стрес. Тие се всушност непријател број 1 на кожата во комбинација, страшна комбинација, која што доведува до формирање на оштетени липиди, тоа се липопероксиди, кои што се всушност еден од причинителите на појава на предвремени брчки на кожата. Понатака представува клучна компонента за осветлување на кожата. Тоа е инхибитор на тирозиназата. Што е тирозиназата? Значи, тирозиназата е еден ензим кој што поттикнува создавање на меланин во кожата. Значи, меланинот пак е главниот причинител за појава на темни дамки. Ова е еден голем проблем кој што се јавува веќе во подоснежните години од животот, па така ресвератролот е еден добар начин да се заштитиме од формирањето на меланин и да заштитиме кожата од појавата на темни дамки. Понатаму ја штити кожата од дехидратација, тоест е инхибитор на хиалуронидазата. Хиалуронидазата пак е ензим кој што ја разградува хиалуронската киселина во кожата. Таа е многу клучна компонента за кожата, затоа што ја прави кожата моќна и полна.
Привелкува вода дури 1000 пати поголема од својата тежина и на тој начин ја штити кожата од дехидратација, тоест од губење на влагата, па така да на овој начин значи се штити кожата од формирање на хијалуронидазата, а со тоа и разградување на хијалуронската киселина во кожата. Понатака ја штити кожата од создавање на брчки и ја задржува еластичноста на кожата поради тоа што е инхибитор на колагеназа и еластаза. Колагеназа и еластаза пак се ензими кои што влијаат врз разградување на еластинот и колагенот во кожата. Овие две компоненти се архитектурата на кожата, впрочем, и ја прават кожата мека и еластична, така да, нели нормално, доколку се намали нивото на колаген и еластин во кожата, исто така доаѓа до формирање на брчки, црвенило и иритации. И сосема на крај, значи, ја штити кожата од воспаленија и создавање на акни, поради тоа што директно делува на причинителот на акни, тоа е пропиобактериум акне, значи ја штити кожата од црвенило и иритации. Тука сме на самиот крај. Се надевам бевме кратки и јасни и успеавме да ви доловиме што е тоа што е битно при употребата на козметички производи за заштита на кожата од старење. Се надевам и дека успеавме да ве поттикнеме да навреме почнете да користите производи кои што нели ќе задржат убавината на вашата кожа. И на крај ви се заблагодарила за вниманието и би ве поканила на нашиот штанд каде што ги имаме производите. Имаме тестерчиња од кремите, мали пакувања, па така можете и самите да си пробате, да видите поконкретно за што станува збор. И уште еднаш благодарам, чест и задоволство ме беше. Благодариме на Надица. Периорбитални се викале тие незгодни и лоши брчки кои не напаѓаат, но ете препорачуваме пробајте Сензилис навреме во борба против истите на компанијата Галафар. Ве потсетувам дека имаме уште 5 многу интересни панел дискусии. Имаме пауза за ручек, имаме пауза за дегустација на најдобрите вина на Тиквеш. А за крај на денешната конференција, најсреќната посетителка, доколку е присутна, може да се стекне со некоја од вредните награди од нашите спонзори и пријатели, вклучувајќи го и диамантот на компанијата Божиновски. Сега следи еден многу интересен панел кој што директно се однесува на оној проблем на жените, како што кажа и уредничката на Убавина и здравје, кои што го имаат во општеството, главниот, а тоа се всушност предрасудите. Предрасудите колку можеме, до каде се нашите граници и истите тие се наметнати од никој друг туку од општеството кое било уредувано или владеено од мажите. Денес панелистки фантастични кои што покажуваат дека ги турнале сите оние граници кои што им го поставиле општеството и дека може да направат разлика и дека се фантастични исти онолку колку и мажите. Ајде да ја поздравиме мојата колешка Ана Зафирова, која ќе ве води низ оваа панел дискусија. Да ве воведам во денешната тема на нашиот втор панел. Ќе сакам да искористам некои информации кои што постојат на интернет, а беа погодни, мислам, за денешнава наша дискусија. Сакам да ви ја представам Анет Калерман, која била уапсена под обвинение за непристојно однесување во јавност во 1907 година поради носење на костим за капење во јавноста. Потоа да ви ја представам Леола Кинг, првата жена сообраќаец во САД во 1918 година. Потоа Сабиха Дюкчен од Турција, која што во 1937 година станала првата жена пилот на воен авион. Или пак да ви информирам за Елен Онил, првата жена професионален скейтер во 1976 година. Овие жени кои што имале вакви интереси и професии, сепак професиите и интересите им се именуваат во машки род. Значи жена сообраќаец, жена скейтер, жена менаџер, жена возач, и тогаш, но и денеска ситуацијата не е многу поинаква. Например, жените во Саудиска Арабија изминатава недела добија право на глас. Или пак тоа право на глас во Франција жените го стекнале на 5 октомври 1944 година. Како пак за скорешна илустрација можам и да ве потсетам на минатогодишните изјави на турскиот конзервативен претседател Ердоган, кој што кажа дека жените според природата не можат да бидат еднакви со мажите и ги критикуваше феминистките, обвинувајќи ги дека тие се против мајчинството.
Овие информации може би ви звучат на некој од вас премногу ригидно, но и статистички глобалниот свет денеска не е многу поинаков, затоа што само 5% од вработените во музичката индустрија денеска во светот се жени. Каква е статистиката во Македонија, односно каква е ситуацијата во Македонија, денеска ќе го знаеме од овие моќни жени кои што ги имаме пред нас. Па би сакала по редослед од мојата лева страна да ви ги представувам една по една. Моника Јовевска, постар водник прва класа, подофицер за персонал во батальон на воена полиција. Добар ден. Ирена Минева, командант на воено-медицински центар, подполковник. Може би требаше да станем па да се отпоздравиме. Марија Цветковска, возач во јавното сообраќајно предпријатие. Мирјана Марковска, адвокат, медијатор и арбитер, собственичка на адвокатската канцеларија Марковска Андреевски. Снежана Јовановска Трајковска, прва жена предприемач во екс-Југославија, собственик на првата туристичка агенција Орфеј. Искра Ветаџоковска Муцунска, магистар по машински науки, менаџер и кособственик на Виталија. Тања Атанасова е маркетинг директор и дел од успешниот тим на компанијата Vivax. И Нина Ангеловска, кособственик и извршен директор на Групер МК, првиот сајт за купување по Македонија. Добар ден, драги мои дами, иако ве представи во машки род, станува збор за жени кои што машки се носат со своите женски професии, женски во знак на навод. Ќе започнам, значи, разговор со дамите кои што се во униформа на почетокот, затоа што првата асоциација за нивните професии е дека станува збор за исклучително машки професии во кои што неприродно да ги наоѓаме жените. Зошто се решивте за професијата која што ја одбравте? Да се биде дел од оваа професија вистина предизвик, се определив затоа што местото на живење ми е многу блиску и многу често гледав дел од одлуките кои што се изведуваа на воената академија, така да ми стана многу интересно и се одлучив, реков, јас ова можам да го направам. И можам да бидам дел од авијата. А вашата приказна? Мојата приказна е малку поинаква, јас сум дипломиран фармацист. И додека бев на факултет, одев на пракса во воената болница. Така да таа институција ми остави многу голем впечаток како дете и решив тогаш, викам морам да работам. Текот на настаните беше таков што откако завршив факултет, настојував да се вработам во воената болница како цивил, меѓутоа во 97-та година излезе конкурс за жени, за офицери за служба. Се пријавив и влегов, така да со текот на времето толку ја засакав таа професија што настојував се повеќе и повеќе да се напредувам во професијата и еве стигнав до ова ниво до кое што сум. А вие сте само две од, верувам, повеќето жени кои што се вработени во армијата. Колку жени има во армијата? Во армијата во моментов има околу 9% на жени во однос на машкиот персонал. И дали во вашето секојдневно работење се соочувате со предрасудите? Носите пантолони, носите униформа, дел сте од армијата? Точно е, да, бил сме од армијата, меѓутоа немаме такви предрасуди, затоа што веќе со тек на годините и со текот на работењето веќе имаме стекнато довербата кај колегите и нормално во оваа институција многу е важна тимската работа, така доколку немаме довербата не можеме да соработуваме. А во овој случај сега многу поинаку, ја имаме довербата од колегите и работиме заедно за успешно извршување на задачите. Меѓутоа тоа е односот од внатре. А како реагира околината на вашите машки професии? Одлично. Реагираат со восхитување? Токму така. Или пак можеби некој од нив е и помалку збунет, уште при изборот на професијата, можеби и денеска? Не, напротив, секогаш имаме на некој начин поддршка која што ни овозможува да одиме се понапред и понапред. А тоа самото се гледа и од бројките, дека со стекот на годините бројот на жените во армијата расте.
Дали имате можеби некои анекдоти кои што вака се интересни за споменување сега во однос на овие машко-женски односи кои што можеби постојат во армијата? Па не знам, во моментов не би можела да се сетам, меѓутоа точно го права колешката кога рече дека доколку се работи тимски, доколку се биде професионалец, не е проблем во ниедна професија да се биде рамо до рамо со нашите. Мислам дека ќе се согласат и останатите присутни овде на панелот. Марија Цветковска во вистинска смисла на зборот се носи рамо до рамо со своите колеги, затоа што веќе 4 години работи како возач во ЈСП. Не успеав да разберам на која линија возите. Добро. Да работев година и пол на 3Б, после тоа отидов на порадилно и сега сум како резервен возач у први борбени редови, што би рекла јас, замена за сите колеги. Моите почитоци се, значи, откако знам за себе, се судрувам баш со тоа, со ЈСП, со возачи професионалци. Сите мажи кај мене во фамилија се возачи професионалци, а за жал жените не се ни аматери, значи, мислам дека ни една од женските не вози никола. Кога сме кај предрасудите, помеѓу колегите ги нема, меѓутоа во јавноста ги има. Ние сме постојано соочени со јавноста и има секакви реакции. Значи, изненадување, воодушевување, страф. Секако реагираат луѓето. А за жал сме само 1% што возиме автобус. Околу 600 мажи се кај нас, само 6 жени. 4 години сте веќе шофер во ЈСП. Она што е можеби интересно за вас е дека Марија пред да работи како возач во ЈСП, претходно била собственичка на салон за козметички салон за убавина, значи, и тотално има одбрано професија моментално која што е диаметрално спротивно од незината и можеби од раце кои што биле намачкани со крема, сега рацете се со масло. Па не баш сега со новите автобуси не е баш така. Имав една пријателка што често пати знаеше да каже дека твоите две професии се како манекенка да игра фудбал и буквално така некако доаѓа тоа. Добро, кажете ми каков е директниот однос на патниците, во смисла кога веќе станува збор за воодушевување, тоа се комплименти кои што ги добивате и ви годат. Така, апсолутно годат, да. Ама како се справувате со оние спротивни реакции? Со оние спротивни реакции од типот жена вози, колку е безбедно да се возиме тука. Значи, јас секогаш им викам, ако се сеќате несигурно, можете да се симнете, позади мене сигурно ќе дојде маш. Ама остануваат во автобусот. А во однос на оние секојдневни приказни кои што ги неретко ги слушаме по медиумите за безбедноста на возачите на ЈСП, како вие се носите психолошки со тие моменти? Тешко, многу тешко се бориме со тоа. Гледаме колку може, значи, да останеме смирени. Со оглед на тоа каков е сообраќајот кај нас, многу тешко можеш да останеш смирена. Мораш да си ги сочуваш нервите за дома, нели? За дете, за фамилија, за куќа, за се што следи понатака. Има од оние пцовки во вашиот речник? Па мора да има, значи, нели? Ама вози жени и вози маж, колку се упатува пцовката? Општо, цел во машки род, значи, мајка. Да, мајка. Кога станува збор, значи, за предприемништво во Македонија, станува збор за свет во кој што нели владеат мажите, а факт е дека сега се зголемува и бројот на успешни жени. Токму и Снежана е пример за тоа, таа е меѓу првите жени предприемачи во екс-Југославија, прва во Македонија. Па би сакала само со вас, пред да зборуваме за правото, да зборуваме малку и за оној свет на предприемачи во нашата земја и како изгледаше се пробива мразот во доба пред 20 и нешто години, особено кога станувало збор за млада девојка која што имала вртоглави амбиции, а сцената не била, верувам, така отворена за неа. Значи, моите почетоци се прво добар ден на сите и поздрав до оваа ваша конференција која е на право место, затоа што на сите светски конференции многу одамна само се говореше за жените предприемачи, тоа од 2005 последен пат беше и за водата дека ќе биде иднината на светот и најбараната професија и еве ние денеска после 10 години темата кај нас станува актуелна. Значи, јас морам да признаам дека мислам дека моето предприемаштво пред се наоѓа во мојата лавовски хороскоп, затоа што
во тој период и во нулта негатив крвна група сега научив. Дека е тоа затоа што кога бев мала немав притисок, нешто све бев у паника, викова некоја ванземанска крвна група, нешто чудно со тебе, и кога сега читам, уствари мислам дека најголемите предприемачи се точно лавовите и луѓето со нулта крвна група. Све си е направо напишано, обично во лепота и здравје. Мислам дека тоа го читам. Значи, Тоа е женски аспект. Што се открива? Да, значи јас сум правник, со мојата колешка Мирјана, јас би рекла, она е туристички работник во правото, а јас сум еден залутан правник во туризмот, ама се надополнуваме зашто желбата ни е иста и за правда, и за туризам, и за патување низ светот. Значи, кога јас почнав да студирам, тогаш се распагаше во главна Југославија, тогаш луѓето веќе немаа пасоши, тогаш имаше безвизен режим, тогаш се затвора границата со Грција, потоа, значи границите беа целосно затворени и мене ми беше предизвик да ги отварам границите и тоа да ми биде пасијата за патување, уствари ми стана професија. Значи, се сеќавам дека секогаш, јас лавовите сакаат луксус, значи моето